Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани Комисијата за заштита на конкуренцијата констатира неправилности кај откупни центри за овошје и зеленчук. Вечерва на плоштадот Александрија во Прилеп почнува фестивалот за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Битолскиот оркестар Дива создаде синојче во Цепенков пеколна атмосфера. Пред нас е продолжен викенд, понеделник е неработен ден. Времето денеска променливо облачно, викендов дожд и невреме. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Неколку откупни центри кои откупуваат овошје и зеленчук од индивидуални земјоделци и правни лица се обиделе да го изиграат законот за нефер трговски практики, покажале контролите на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Според Комисијата, најдрастични се прекршувањата на законот во делот на регулирање на договорните односи помеѓу откупувачите и добавувачите на земјоделски и прехранбени производи. Меѓу утврдените неправилности се непостоење на писмени договори за откуп, користење на договори кои не ги содржат задолжителните елементи предвидени со законот, неусогласеност на договорните одредби со законските обврски. Против субјектите кај кои се утврдени неправилности ќе бидат преземени соодветни санкции. Воедно Комисијата апелира до сите учесници во синџирот за снабдување со земјоделски и прехранбени производи доследно да ги почитуваат законските одредби со цел обезбедување фер, транспарентни и рамноправни деловни односи, како и заштита на земјоделците и останатите добавувачи од нефер трговски практики. Свеченото отварање на фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски ќе се одржи денеска со почеток од 18 часот пред камената бина на плоштадот Александрија во центарот на Прилеп. Втората фестивалска вечер ќе се реализира утре, сабота, исто така со почеток од 18 часот на локалитетот Рудина во општина Долнени. Во случај на дожд, првата фестивалска вечер ќе се одржи во киното Мистон, во Центарот за култура Марко Цепенков, додека саботната програма ќе се премести во затворената сала во Долнени. На овогодинешното издание се очекува да настапат околу 250 учесници од сите генерации, кои доаѓаат од сите краишта на Македонија. Битолскиот оркестар Дива синојче создаде во Цепенков пеколна атмосфера со интерпретација на поп и рок хитовите од 80-тите години. Прилепчани се потсетија и уживаа во музиката и енергијата, што само музиката може да ја сподели. Во организација на велосипедскиот клуб Илинден в понеделник 25 мај ќе се одржи традиционалната рекреативна велосипедска манифестација Сите на велосипед 2026, која оваа година одбележува значаен јубилеј 20 години од велосипедската традиција, дружење и рекреација.
Собирното место на трката е булеварот Гоце Делчев пред реклами во 11 часот, а стартот е во 12 часот. Право на учество имаат сите кои сакаат да возат велосипед без оглед на старосната граница. Но покрај исправан велосипед, учесниците ќе мора да носат кацига како услов за учество на трката за нивна безбедност. Рекреативната велосипедска манифестација Сите на велосипед е со поддршка на Сојузот на училиштен спорт Прилеп, Велосипедската федерација на Македонија, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, општествено одговорни компании и е под покровителство на општина Прилеп. Пред нас е продолжен викенд. Понеделник е неработен ден. До крајот на месец мај ќе има уште еден продолжен викенд. 25 мај, понеделник е неработен ден за сите граѓани со оглед на празникот во чест на светите Кирил и Методи, 24 мај, бидејќи се паѓа во недела. 29 пак мај, петок, Духовден, петок пред Духовден е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Временска прогноза. Времето денеска до крајот на денот нестабилно со грмежи и услови за појава на невреме во некои региони во Македонија, предупредуваат метеоролозите. Во Прилеп променливо облачно со сончеви периоди. Минималната температура се спушти до 11, а максималната достигна до 19 степени. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека променливото облачно време ќе се задржи и во следните денови, проследено со умерен до засилен ветер од северен правец, кој ќе достигнува брзина над 50 км на час. Нестабилноста со пороен дожд, грмежи и засилен ветер ќе продолжи на повеќе места и во текот на викендот, кога локално повторно се очекуваат поинтензивни процеси во форма на невреме. Стабилизацијата не се очекува ниту на почетокот на следната седмица, па така во понеделник ќе има изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.